Благодарам, ќе се трудам тука да завршам. Мислам дека ги начнавме оние теми за кои што и сите двете страни имаме дилеми и во добар дел и се согласуваме и знаеме која е најголемата болка. Знаеме дека Македонија кубури со специјалисти, ама знаеме дека Издружение на матични лекари велат дека со нивно пензионирање ќе нема кој да стане матичен лекар. И исто така знаеме дека со положен стручен испит, ако тука ми потврдивте дека ова во ставот 1 од член 47 пробна работа се однесува на онаа пробна работа пред, може тоа и правна служба да се однесува на тоа, тогаш е во ред тој став да остане. И сега тука имаме еден стаж кој што е задолжителен од лекарска комора. Во 2019 за да ги мотивираме на овој 6-месечен стаж после стекната лиценца како услов за да можат да аплицираат за специјализација, им понудивме платен да биде стажот. Не гледаме ефект, повторно имаме незадоволство од страна на младите доктори на медицина и се ако сакаме да го решиме нивното барање, а еве и вие сте во дилема, што е подобро, бидејќи веќе 6 месеци имаат стаж, за да може да го полагаат стручниот испит. Истите тие доктори, ако се одлучат, ако се во можност, можат да отворат ординација матична, приватна здравствена установа како матични лекари, но за да специјализираат, велиме да има задолжителен. И сега ние нема да, мое мислење, јас сакам сите овде да го кажеме своето и на крај да донесеме конечната и најдобра одлука, ако ни е целта младите лекари да останат тука, да имаме специјалисти, да се доделуваат специјализации, значи без никакви ургенции, туку реално тие што се потребни по мрежа, каде, како, што, но од друга страна мислам дека сметам има еден дел кај што и ја имам дилема, бидејќи велиме со положен државен испит може да работи како матичен лекар. Знаеме во ковид пандемијата која беше улогата на матичните лекари. Знаеме, а вамо од друга страна велиме уште 6 и платени да бидат, еве не бидат само во јавните здравствени установи туку секаде, но гледаме дека нема ефект. Еве после 3 години од тоа велиме дека, односно ни кажуваат младите лекари дека не се задоволни со ова решение, дека им се ускратува можноста веднаш да одат на специјализација и во делот на овој амандман во кој што колегата Коцич не е потписник, но еве другите а сите сме присутни, велиме работен стаж или како беше искуство. Тука постои простор за манипулација. Така? Седи си ти дома, на крајот ќе ти даеме потврда дека си бил, не си бил, или оние реакции на младите лекари кои што велат стажот од 6 месеци задолжителен во здравствените установи, дека го проаѓале апсолутно никако. Сега можеби во пандемијава имаше потреба од помош, нели, за меѓутоа реално во вакциналните пунктови многу малку има потреба од дополнително присуство на научните лекари. Тоа е исто така само проформа, ама да, државата ги плаќала, ама да, па државата можеби и залудно трошела такви средства, можеби тие средства можеле да се насочат на друго место, овие лекари во меѓувреме да тргнеле на специјализација и во добар дел, еве 3 години прошле, можеби некој плюс ќе сме имале специјалист во држава. Значи, има дилеми, дајте да бидеме разумни, да се сослушаме сите и се надевам на крајот на конечно добро решение, ама пак мора да нагласиме дека младите лекари не ни се задоволни од ова решение и мислам дека нема да бидат ако им овозможиме 6 месеци задолжителен стаж, ама во било која здравствена установа. Мислам дека тоа не е тоа што тие го бараат од нас. Благодарам.